Серија проповеди за цар Давид, трети дел. Денеска во третата проповед од оваа серија сакам да зборувам на тема вистинско пријателство. Потекнат од односот помеѓу Давид и Јонатан, за кој што ни се зборува во следната глава. Професор по психологија Робин Думбар направил експеримент за да види колку човекот има вистински пријатели. Утврдил дека во просек на Facebook луѓето имаат некаде од 150 до 200 пријатели. Некои имат многу повеќе, нели, некои имат и 5000, некои можеби само 20, но просекот е тука некаде, најчестата бројка. Но интересно, тој направил експеримент и побарал да голем дел од овие луѓе им пишат на овие пријатели да побараат некаква помош, за да видат колку од нив се вистински пријатели. И само околу 14 откликнале на повикот за помош. Значи, од вкупно 200 пријатели, само 14 биле спремни на некаков начин да реагираат или да покажат некаква спремност да помогнат. Но дури и тоа е многу, некој кажа. И тоа е дарежлива бројка, бидејќи статистиката покажува дека денеска луѓето, поголем број од луѓето имаат само еден или двајца вистински пријатели. Ако имате повеќе од 20 вистински пријатели, кои што секогаш ви се на располагање, спремни во секој време да застанат до вас и да ве поддржат, тогаш се сметајте за среќен човек. Бидејќи најголемиот број луѓе немаат ни толку. Сега, кога зборуваме за вистинско пријателство, на секој од нас ни требат пријатели. Па дури и Давид, кој што успеа да го победи Голијат, и тој имаше потреба од блиски и вистински пријатели. Ние очекуваме дека откако Давид го победи Голијат, дека сега ќе му течеше мед и млеко. Читаме дека тој стана популарен, сега сите го сакаа, беше национален херој, може да замислите, тој ја спаси нацијата со тоа што го победи нивниот непријател. Се ожени дури и за царевата ќерка, стана царски зет. Што повеќе би посакал некој? Популарен во нацијата, сите те сакаат зет на царот, на најважната личност во нацијата, и си мислите дека сега нема да има никакви проблеми. Но имаше проблем. Читаме дека, бидејќи Божиот дух отстапи од Саул и Бог беше благонаклонет кон Давид, цар Саул тоа го забележа. И Саул го опфати љубоморен дух. И читаме во следните поглавја, нема да можеме да ги читаме од почеток до крај, но ако читате од 18 некаде до 23 па и понатаму глава, следните неколку 7-8 глави, ќе видиме дека цар Саул, кога забележа дека срцето на народот се сврти кон Давид, дека Давид ја придоби популарноста, кога забележа дека Господ е со него и тој напредува во неговиот живот, Саул се исполни со завист и Саул сакаше да го убие Давид. И на неколку пати дури Саул директно се обиде да му го одземе животот на Давид. Ова може би е неочекувано и се велите како е можно, па тој беше негов зет, па тој на некаков начин помогна да тој си го запази царството затоа што го уби Голијат. Но зависта е чудна работа. Сепак, во сето ова имаше нешто добро. Во 18 глава веќе читаме дека иако Саул како цар се сврти против Давид и го мразеше, неговиот син Јонатан на некаков начин тој се воодушеви од карактерот на Давид и тој реши да склучи завет на вистинско пријателство. Јонатан му стана вистински пријател на Давид и тој му беше најголемата подкрепа во овие моменти, во оваа ситуација кога Давид требаше понекогаш дури и да бега и да се крие од неговиот татко Саул. И еве ќе го прочитаме тој дел. Знаете,
Библијата е поделена по поглавја многу подоцна, но на почеток немало глави, немало поглавја, така да ако го читаме последниот текст од 17 глава и првиот стих од 18 ќе видиме дека тие се поврзани. Читаме, например, во 1 Самуилова 17 глава, дека кога Саул разбра дека Давид го победил Голијат, тој се распраша и рече: "Праше кој е тоа момче?" И тие дознаа за Давид го повикаа кај цар Саул и пишува дека го донесува кај Саул и пишува: "Саул го праша: чиј си ти, момче?" Давид одговори: "Син на твојот слуга Јесеј од Витлеем." И само оваа реченица е забележана во целиот разговор. Но во 18 глава веќе први стих вели: "Кога Давид го заврши разговорот, душата на Јонатан се приврза до душата негова и Јонатан го засака Давид како својата душа." Или во некои преводи стои: "Го засака повеќе од својот живот, го засака како себе си." И од тој ден, вели, Саул го задржа и не му дозволи да се врати во домот на неговиот татко. А Јонатан склучи сојуз со Давид, бидејќи го засака како својата душа. Јонатан ја соблече горната облека своја што ја носеше на него и му ја даде на Давид. Исто така и другата облека своја, и мечот свој, и лакот свој, и појасот свој. И Давид постапуваше разумно насекаде, каде и да го испратеше Саул. И Саул го направи началник над војските, и тоа му се допадна на сиот народ и на слугите Саулови. Сакам денеска да споделам 7 работи кои што го одбележуваат пријателството на Давид и Јонатан и кои што се елементи на едно вистинско и длабоко пријателство. 7 нешта кои што ние би сакале да ги видиме во секој еден кој што се нарекува наш пријател. Но имате во предвид кога ги слушате овие 7 работи. Често пати ние си правиме проценка во главата и си поминуваме низ овој список и велиме: дали моите пријатели ги имат овие нешта? Но наместо да си го поставиш тоа прашање, запрашај се: дали јас сум таков пријател? Дали јас ги поседувам овие нешта? Бејќи убаво е да имаме пријатели кои што ги имат овие особини, но целта на денешната проповед е да ве потикнам вие да изградите во вас личност која што ќе биде таков пријател. И ако имате од друга страна пријатели со овие особини, радувајте се, бидејќи тие се ретки. Пајде да ги погледнеме овие 7 работи. Првото нешто кое што можеме да го видиме уште од самиот почеток е дека вистинското и длабоко пријателство подразбира посветеност, лојалност и жртви. Вистинското пријателство не е некакво плитко познаниство: ајде ќе се видиме на едно кафе и готово. Ние гледаме дека Јонатан толку го засака Давид, што тој реши да склучи сојуз со него. Сојуз не е обично нешто. Сојуз или завет е нешто кое што трае доживотно. Тоа е ветување на верност без разлика на се. Исто како кога момчето и девојката склучуваат брачен завет и тие велат: ќе те сакам до смрт, ќе бидам со тебе и во добро и во лошо, и во болест и во здравје, во богатство и во сиромаштија. На сличен начин овде Јонатан и Давид склучија завет на пријателство. И гледате, овој завет подразбира многу повеќе од колку само ајде да пиеме кафе заедно. Ние ќе погледнеме нешто што можеби не изгледа чудно. Читаме овде дека Јонатан ја соблече својата горна облека, сушност својот плашт. Тоа беше неговата царска наметка, ја соблече и му ја стави на грбот на Давид. Јонатан му го даде својот меч, својот појас, својот лак и стрела и му ги даде на Давид. Ова не беше само еден подарок во момент на восхит, не беше некаков романтичен момент или момент на слабост, облеан од чувства. Во тоа време ова символизираше нешто многу подлабоко. Кога тој му го даде плаштот што го носеше на себе си, тај царски плашт, тоа подразбираше јас, она што представува благородништво,
царска позиција ја препознавам во тебе и ти ја давам на тебе. Јонатан многу добро знаеше дека Давид ќе биде следниот цар на Израел. Ние го читаме тоа покасно и на други места. Јонатан го препозна тоа нешто. Јонатан, здавајќи му го тој царски плашт, сакаше да каже: мене не ми е проблем во тебе да го препознам идниот цар. Иако, замислете, Јонатан самиот беше идниот царски наследник. Јонатан беше син на цар. Па не му представуваше проблем тој во Давид да го препознае тоа. Исто така, Јонатан му ги предаде, тој ден му даде својот меч, лак и стрела. Ова подразбираше дека тој му ги дава својата воена моќ, својот авторитет, своите ресурси му ги дава на располагање. Давајќи му го својот меч, својот лак и стрела, тој како да сакаше да каже: види, сета моја воена моќ и авторитет што јас го имам, сега ти стои на располагање. Мојот меч ти го предавам на тебе. Сте гледале некогаш кога рицарите доаѓаат пред царот и клекнуваат со мечот пред него? Кога еден рицар го прави тоа нешто, кога еден војник го прави тоа нешто пред царот, тој му ја заветува својата лојалност и верност и тој вели: мојата војна способност, тоа што јас можам да го направам како војник, ти стои на располагање. Со мојот меч јас ќе ти служам на тебе. И во овој случај Јонатан го направи тоа спрема Давид. Јонатан сакаше да каже: јас ти стојам на располагање со сите мои ресурси, дури како царски син, и јас како пријател сакам да знаеш дека секогаш сум тука за тебе. Колку од нас како пријатели сме спремни на таков чекор? Јас верувам дека таквото пријателство не можеме да го понудиме на секого и не можеме да бидеме толку блиски со секого, но убаво е кога можеме да имаме таков пријател кој што во нас препознал таква доверба и може да го направи ова истото или ние да го направиме за некого. Јас имам неколку пријатели кои што имат дојдено и ми имат кажано: слушај, во било кое време, ако ти треба мојата кола, ти стои на располагање. Клучевите ти се тука. Ако случајно твојата кола е расипана или не можеш да ја користиш, мојата кола ти стои на располагање. Имам пријатели кои што ми имат кажано: мојот дом ти стои на располагање. Ако ти треба, јави ми се, во било кое време можеш да преспиеш кај мене, па дури ако не сум дома, ти го оставам клучот, слободно користи го мојот стан. Ние се велиме: ово е убаво нешто. Ама гледате, за да може некој да ви го каже тоа нешто, треба и вие да имате стекнато довербата во очите на таа личност. И вие треба да бидете спрема него пријател кој што ќе биде подготвен на жртва, на посветеност, на лојалност. Затоа велам дека ова оди двострано од двете страни. Не може само да очекуваме секој да дојде кај нас и да каже: еве ти ги клучевите од колата. Зошто не го прават тоа луѓето, нели, од светот? Зошто не дојде некој што не те познава и да рече: еве ти ги клучевите од мојот стан? Затоа што не кај секого си изградил доверба, не секој те познава. Ние имаме на поговорка на македонски велиме: за со некој да бидеш добар пријател или близок пријател, треба да изедеш 1 килограм сол. Сте ја слушнате ли таа поговорка? Треба да изедете 1 килограм сол заедно. Тука е проблемот. Наеднаш не можеме да изедеме. Килограм сол, нели, солта се јаде по полека, обично ставаме како зачин во јадењето. За да потрошиш килограм сол јадејќи со некого заедно, треба време. 1 килограм сол да употребиш, можеби ќе треба да седнете и да можеби 50 пати, 100 пати јадете заедно, да поминете време. Затоа поговорката има за цел да каже дека треба да поминете многу време заедно во една блискост, можеби заедно ручајки, седејки, и тоа ќе ве направи блиски пријатели. Затоа првото нешто што овде го гледаме е дека вистинското пријателство подразбира посветеност, лојалност и жртви. Јонатан беше подготвен на едно такво пријателство со Давид, затоа што Јонатан во Давид препозна некој кој што може да биде негов пријател. Јонатан всушност овде, ако гледаме,
во одредени случаи дури го ризикуваше својот однос со неговиот татко заради ова пријателство. Ако читаме во прва книга Самуилова, во 32-33 стих, во една ситуација кога Саул зборуваше отворено против Давид, Јонатан вели му одговори на својот татко Саул и рече: а зошто треба тој да умре? Затоа што Саул изјави, замислете, пред Јонатан, Давид треба да умре. И тој го прогласи за предавник, го прогласи за непријател. И Јонатан му одговори: а зошто треба да умре? Што направил? И ако читаме во следниот стих 33 вели: тогаш Саул замавна со копјето на синот за да го прободе. Погледнете ова ситуација. Јонатан реши да се спротистави на неговиот татко, кој што истовремено имаше и царски авторитет, тој беше цар, само за да застане на страната на неговиот пријател Давид. Веќе знаеше дека Давид во овој случај е прав, не направил ништо лошо. И тој застана да го одбрани и рече: што направил Давид, зошто да умре? И заради тоа нешто тој се замери дури и со неговиот татко. Неговиот татко беше спремен да го убие, затоа што тој му се спротистави. Па сепак Јонатан, иако ризикуваше да го наруши тој однос со неговиот татко, да му се спротистави на царот, тој беше подготвен на една таква жртва. Ова е вистинско пријателство. Јонатан покажа лојалност, покажа спремност на жртва, тој ризикуваше за да може да допринесе во пријателството со Давид. Вистинското пријателство подразбира посветеност, лојалност, жртва. Читаме во Изреки 17 глава, 17 стих, ни се зборува за вистинското пријателство и таму вели: пријателот љуби во секое време, а во неволја станува и брат. Пријателот, вистинскиот пријател, ти покажува љубов во секое време. А што е кога ќе дојде неволја? Тогаш исчезнуваат. Ама не вистинските пријатели. Во неволја најголем дел од пријателите исчезнуваат, како оние на Фејсбук. Ама Библијата вели: а во неволја тогаш ти станува и брат. Значи, уште повеќе е до тебе. Вистинските пријатели се тука во неволја, вели Словото Божјо. Тако беше Јонатан. Тој кога ќе дојдеше неволја, не го напушташе Давид. Тој беше спремен да се спротистави на неговиот татко, кој што беше цар, затоа што беше подготвен на жртва. Тој беше вистински пријател. Читаме во Изреки 18 глава, 24 стих, исто така вели: кој сака да има пријатели и самиот треба да биде дружелюбив, зашто има пријатели поприврзани и од брат. Ова е вистинското пријателство. Тоа подразбира посветеност, подразбира жртва. Вистинските пријатели се поблиски и од брат. Тоа е лојалноста. Одиме на второто нешто. Големото или вистинското пријателство вклучува искрена и длабока љубов. Таа не е од корист. И ова е нешто што е поразлично, за жал, од светското пријателство што често пати го гледаме. Разликата помеѓу вистинското пријателство и она што денеска често пати го има во светот, од кое што сме разочарани, е што во светот денеска гледаме да бидеме пријатели со оној од кој што имаме корис. Ке разбереш дека тоа е на некаква позиција и велиш: биди пријател со него, дружи се, ќе ти се најде. Тој бил син на градоначалникот, а утре ќе ти затреба, нели, може, ќе ти нам нешто помогне. Или овој бил директор, или бил син на директор. Дружи се со него, утре може ќе ти помогне да се вработиш. Кај него у фирмата ќе те стави. Или ќе ти затребаат пари, па он има пари, богате. Со него дружи се, ќе ти даде на заем. И ние најчесто сакаме да бидеме добри пријатели и многу повеќе сме, како да кажеме, се трудиме да сме блиски и толерантни спрема оние од кои што имаме корис. Но ако погледнеме, не беше така во пријателството помеѓу Јонатан и Давид. Погледнете оваа ситуација. Давид доаѓа
во царската палата кај цар Саул сака да го запознае Давид. Што мислите Давид како дојде облечен? Во најубавата облека? Овчарче. Давид беше во тој момент обично овчарче во обична овчарска облека. Тој дури Давид го испрати татком, ако се сеќавате, од пасењето овци го испрати таму да однесе храна на браќата кога требаше да се бијат со Голијат, и тој дојде така. И таму го победи Голијат и од таму ајде право кај царот. А Јонатан истовремено седеше до неговиот татко таму на царскиот престол, облечен во царска облека. Каква корис имаше Јонатан да биде пријател со Давид? Што корис имаше Јонатан од Давид? Ако гледаме човечки, денеска, зар би сакал некој кој што е син на бизнисмен да се дружи со некој кој што е, не знам, маргатин на лозјето? Некој кој што оди во Дрекселмајер на работа? Што корис би имал? Некој кој што е син на министер или син на премиер и сега тој да бара да се дружи со некој кој што е овчарче? Таков беше односот. Но тоа што Јонатан реши да склучи завет со Давид, иако Давид немаше никаква царска позиција, не беше од благородничко семејство, едниот благородниот, другиот овчар, Давид немаше ни пари, немаше ништо што да му понуди материјално, и Јонатан сепак реши да склучи завет на пријателство. Тоа покажа дека пријателството на Јонатан беше искрено, не беше од корис. Јонатан реши да склучи завет со Давид не заради тоа што Давид беше богат, не за тоа што беше царски син, него заради тоа што Јонатан во Давид препозна еден благороден карактер. Тој во Давид препозна храброст, понизност, еден побожен карактер. И тој најважно од се, верувам дека Јонатан препозна дека Бог е со него. Барете пријатели во кои што ќе видите дека Бог е со нив. Барете пријатели кои што имаат побожно срце. Барете пријатели кои што му се угодни на Бог, кои што сакат да живеат побожен живот. И ако имаме такви пријатели, тогаш знаеме дека можеме да се потпреме на нив. И кога сме искрени пријатели со некого, тогаш нема да ни е важно дали тие се богати или сиромаси. Вистинското пријателство е од љубов, а не од корис. Затоа што сме препознали во нив еден карактер богоугоден. И тоа се пријатели на кои што можеме да се потпреме. Читав неодамна еден пример, еден пастор раскажува, кога мојот син почина, тој имал син кој што почел на 2,5 години, вели тогаш еден мој пријател кој што им беше близок, дојде и ми рече: ако ти требам во било кое време, од денот или ноќта, слободно јави ми се, јас сум тука за тебе. И вели неколку дена подоцна, откако мојот син умре, јас имав потреба од некој да биде покрај мене. И вели му се јавив и му реков: можеш ли да бидеш со мене? Ми треба некој покрај мене за да се исплачам. И тој пишува и кажува, вели јас можев да му се јавам на него, затоа што знаев дека го имам како вистински пријател. И тој седеше до мене, не разговаравме ништо, само беше тука да ме утеши. И вели не ми беше тешко да плачам покрај него, затоа што тој не ми исмеваше заради тоа, не ме подценуваше, ниту ме презре. Тој беше покрај мене, додека јас плачев. Нас ни требат такви пријатели и можеби некој од нас има потреба да му бидеме таков пријател. Вистинските пријатели не се тука од корист, тие се тука кога најмногу ти требаат. Сакам да ја нагласам третата причина или третиот елемент на вистинско пријателство. Вистинските пријатели, и ова е нешто кое што е ретко и за жал во овој свет го нема, вистинските пријатели се радуваат на успехот на другиот. Можно ли е
да гледаш некој да напредува без да му завидуваш. Вистинскиот пријател не завидува. Тој се радува кога ти одиш нагоре. Тој не ти става сопка. Тој не завидува, не гледа не те гледа како ривал, не те гледа како непријател, како соперник. Погледнете, Јонатан беше царски син. Човечки гледано тој требаше да биде следниот наследник на престолот. Па сепак тој свати дека Бог го оддели својот дух од неговиот татко и Бог се наклони кон Давид и тој свати дека Давид ќе биде следниот цар. Дури во една прилика тој тоа му го кажа, читаме во 1 Самуилова 23 глава, 17 стих. Јонатан му рече на Давид, слушнете што му рече: не бој се, зашто нема да те стигне раката на мојот татко Саул. Јас знам дека ти ќе царуваш над Израел, а јас ќе бидам втор до тебе. Јас кога го читав ова, што мене ми беше неверојатно. Царскиот син вели, знам дека ти ќе бидеш следниот цар. И јас сум тука до тебе да те поддржам, јас ќе бидам втор до тебе. Јас сум тука да бидам твојата поддршка. Тој не рече, знам дека ти треба да бидеш следниот цар и јас ќе направам се што е во мој мок да не успееш, бидејќи јас треба да сум цар. Не, Јонатан рече, тука сум да те поддржам. Дури на некаков начин Јонатан му се радуваше и восхитуваше што тој ќе биде следниот цар. Му беше мило што Давид ќе биде царот на Израел. Гледате, кога Саул виде дека Давид ќе биде цар, Саул беше опфатен со завист, но не беше истото со Јонатан. Јонатан не делуваше од позиција на љубомора, завист или ривалство. Јонатан се восхитуваше на Давид. Може би посакуваше да има неговата храброст, неговото чисто срце, неговата вера во Бог. Но знаете, восхита е поразлична од љубомората. Кога ти завидуваш на некого или кога љубомориш на некого, ти мразиш што тој е подобар од тебе. Кога му се восхитуваш, ти си горд и си радосен што го имаш за пријател. Тоа е разликата. Ајде да бидеме пријатели на другите, во таков однос да се радуваме кога нашиот пријател ќе напредува. Во овој свет, за жал, пријателствата се пријателства на кога гледаме дека другиот напредува, ние најчесто љубомориме. Има една поговорка, вели да му умре козата на комшијата. Нели? Затоа што не сакаме другиот да напредува. И ѓаволот ќе се обиде да ти стави таква мисла во главата. Еве, ние скоро бевме собрани како пастори да се молиме еден за друг. 2 дена поминавме на молитвен собир, околу 5-16 пастори во Гевгелија, во Ново Коњско. И интересно, требаше таму да се споделуваме, секој еден од нас, да се споделуваме нашите маки, предизвици и да се молиме еден за друг. И кога некој ќе сподели мака, нели, минував низ тежок период, не ти е никаков проблем. Но кога некој ќе споделеше успех, кога некој од пасторите ќе кажеше нашата црква почна да напредува, во мојата црква веќе има толку многу луѓе што не ги собира во салата, молете се Господ да ни даде поголема сала. И знаете, едно гласче во мене вели, не се моли бе, неговата црква ќе биде поголема, а твојата малечка. Не се моли за него. Шо сакаш ти да напредува? Знаете, еден глас, но знаеме дека тоа е гласот на непријателот. Тој не ти дозволува да се радува што твојот брат напредува. Тој сака да те направи љубоморен, да му завидуваш. Зошто тој да напредува, а јас не? Зошто тој да има поголема црква, а јас не? Зошто тој да биде популарен, а јас не? И тој глас сака да стави завист во твоето срце. Но вистинското пријателство е она на Давид и Јонатан, каде што Јонатан знаеше дека Давид ќе биде следниот цар, па сепак тој не му завидуваше, туку рече, јас ќе бидам тука покрај тебе. Јас сум да те поддржам. И ако вистинското пријателство се радува на успехот, тоа значи дека вистинското пријателство не се радува кога пријателот нема да успева.
Вистинското пријателство тагува на загубата. Кога Јонатан умре, а тоа се случи подоцна, Јонатан и неговиот татко, цар Саул, излегоа во битка против филистејците и за жал во таа битка загина. И читаме во 2 Самуилова 1 глава, читаме дека кога Давид разбра за тоа нешто, Давид плачеше, вели, цел ден се до вечерта и не јадеше ништо. Замислете, требаше човечки гледано, може би, Давид да се радува. Умре цар Саул, умре неговиот син, нема веќе кој да ми се испречи на престолот, сега јас ќе бидам цар, сега веќе пред мене отворена врата е. Конечно дојде на ред и јас да царувам. Нели, моите соперници веќе не се живи. Но Давид не се радуваше, затоа што тој го загуби својот најдраг пријател. И тој плачеше цел ден се до вечерта. Во 1 Коринтијаните 13 глава 6 стих се вели: љубовта не се радува на неправдата, а се радува на вистината. И тоа е љубовта. Љубовта не се радува кога има неправда, па макар и таа да е направена кон твојот непријател. Љубовта се радува на вистината. Исто и ние, ако сме со некого вистински пријатели, ние кога некој напредува треба да се радуваме, кога нашиот пријател напредува, а кога тој минува низ неволја, ние треба заедно со него да тагуваме, не да се радуваме. И тоа е елементот на вистинско пријателство. Четвртиот елемент кој што можеме да го видиме или карактеристика е дека вистинските пријатели не работат позади грбот на другиот. Тие се искрени. Најголем проблем со денешните пријателства е што јас сум сега пријател со тебе додека сум со тебе, нели? Се најубаво ќе зборувам за Јовче, се најубаво за било кој, но штом ќе седнам со некој друг, јас веќе почнам да зборувам против Јовче. Или кога некој друг ќе почне да ми кажува за Јовче или за кој да е, и јас му се придржувам на муабетот. Ако јас сум пријател со тебе додека те гледам во лице, а потоа зад грб зборувам против тебе, тогаш јас не сум ти вистински пријател. Вистинскиот пријател, без разлика дали е со тебе или ти си отсутен, тој нема да зборува против тебе. Тој особено ако знае дека ти си прав, тој ќе те брани и ќе застане на твоја страна и каже зошто зборувате така. Или тој ми е пријател, јас не можам против него да зборувам. И Јонатан така се однесуваше кога стануваше збор за Давид, што беше негов искрен пријател. Ако читаме во 1 Самуилова 19 глава, пишува дека Саул им ја образложи на својот син Јонатан и на сите своји дворјани, на своите слуги, својата намера да го убие Давид. Но Јонатан, вели, Сауловиот син, мошне многу се радуваше на Давида. И Јонатан тоа му го соопшти на Давид вака и рече: мојот татко Саул има намера да те убие. Јонатан не го сокри тоа од Давид. Јонатан не молчеше за тоа нешто. Јонатан отиде кај Давид и рече: јас слушнав за тебе работи кои што се на твоја штета. Слушнав дека мојот татко сака да те убие и јас сум должен да те предупредам. Јонатан беше искрен и директен со Давид. Читам исто во 1 Самуилова 19 глава дека кога разговара Јонатан и неговиот татко и кога татко му зборуваше против Давид, пишува: Јонатан го пофали Давид пред својот татко и му рече вака: царот нека не се огреши за својот слуга Давид, зашто тој ништо не сгрешил против тебе. Спротивно, тоа што го правеше беше од голема полза за тебе. Гледате како постапува вистински пријател. Тој во твоето отсуство те брани тебе, а кога друг зборува за тебе, тој не сака да биде на твоја штета. Ако ти сакаш со некого или тврдиш дека на некого си му вистински пријател, тогаш треба да се однесуваш така. Јонатан не зборуваше зад грб.
Јонатан можеше да си молчи. Јас во една прилика кога бев млад христијанин, само што поверував и веднаш следната година заминав во војска, тогаш се уште имаше воен рок. И знаете, таму во војска бев на караулата, беше во Крива Паланка, се собраа таму војниците што беа сите, и се уште не знаеа дека јас сум евангелски христијанин. Само што дојдовме таму, се собравме, не знае, јас не бев кажал на никој уште дека читам Библија, одам на црква. Подоцна им кажав, сведочев таму на почеток, некако ми беше срам, се криев. И се случи, кога се бевме собрали таму во дворот, војниците почнаа да зборуваат за едно момче кој што некој од нив го знаел, ама бил библијаш, бил христијанин. Одел на црква и почнаа да го напаѓаат, ги знам тие какви се, тие се секташи, тај е таков, тај е ваков. Почнаа да зборуваат за тоа момче, а јас го знам тоа момче, знам за него дека зборуваат и јас ќутам и само се молам да не дознаат дека и јас сум таков. Зашто си викам, ако они за него зборуваат вака, па ќе дознаат дека и јас читам Библија, јадам на црква и се молам во себе, ама не отворив уста за да го одбранам тоа момче и да речам зошто така зборувате, не е тоа вистина, не е тој таков, па што ако чита Библија. Не застанав во негова одбрана, немав храброст. Иако тоа беше правилно што требаше да го направам. Подоцна Бог ми даде храброст, зборував отворено, но во тој момент јас се засрамив затоа што не бев негов вистински пријател. Но тоа е она што Јонатан го направи за Давид. Повторно Јонатан го ризикуваше односот со својот татко, но застана во одбрана на Давид и рече: "Зошто така зборуваш, нели царе? Не греши, не си ја греши устата. Давид не ти е непријател." Тој застана во негова одбрана. Вистинските пријатели, реков, не си зборуваат позади грб, не зборуваат лоши работи за другиот позади грб, но наспроти тоа, напротив, тие се искрени. Ако јас имам нешто да ти кажам, вистинските пријатели имаат доблест да си кажат во лице. И знаете што е убавото кај вистинскиот пријател? Слободата да можеш да му укажеш во лице дури и нешто што можеби е негативно, без тој да ти се налути. И благослов е да имаш таков пријател. Благослов е да имате слободата еден на друг, да си дадете понекогаш и забелешка. Имам еден мој пријател кој што ми е многу драг, мој колега, кој што на неколку пати ми има кажано: "Горан, јас толку многу те почитувам. И јас знам дека ти си човек кој што имаш искрено срце спрема мене. И затоа ти ја давам слободата во било кое време. Ако забележиш нешто во мојот живот што правам погрешно, дојди и кажи ми го. Нема да ти се налутам." Ретко се тоа нешто, нели? Но не треба да злоупотребуваме кога некој ќе ни даде таква слобода. Јас откако тоа ми го кажа тој пријател, јас сега не седев по цел ден и да гледам, чека ако направи некоја грешка, кидам одма ќе му кажам. Не е целта да му ги броите грешките. Но целта на една таква слобода кога некој ќе ви даде, да можете да му кажете отворено, е да имате љубов за тој пријател и да го предупредите кога ќе видите дека навистина станува опасно за него. Кога ќе видите дека тој застранува и тој знае дека има таква доверба во тебе, дека ти тоа нема да го злоупотребиш, дека ќе му го кажеш во љубов и во вистинско време. Бидејќи многу е важно како ќе го кажете на пријателот и во кое време. И ние си велиме, ова е малце страшничко, нели, да му дадеш на некако таква слобода. Замислете да им кажете на луѓето: "Во било кое време дојди у лице ми кажи се што мислиш." Звучи страшно да му дадеш слобода на некого да дојде и да ти каже навредливи работи во лице, да каже: "Види, тоа не ти чини што го правиш, ова не е добро, не те бива." Но подобро е да имам таков пријател кој што ќе може да ме предупреди кога грешам, отколку да имам лицемерен пријател кој што ќе гледа дека одам во пропаст, а ништо не ми кажува. Каков пријател сакате да имате вие? Јас би сакал да имам пријател кој што ќе ме предупреди кога грешам. Пријател кој што ќе може отворено да ми каже. И такво пријателство
имаше помеѓу Јонатан и Давид. Давид во една прилика, кога тој разговараше со Јонатан и му каже твојот татко сака да ме убие, беше директен и отворен, Јонатан рече нема такво нешто. И Давид му рече слушај, ако навистина во нешто сум сгрешил, еве тука сум, кажи ми или подобро ти уби ме отколку твојот татко да ме гони и да ме убива. Гледате, тоа беше тоа отворено пријателство, каде што Давид му кажуваше отворено, ако нешто сум сгрешил, еве сум, ти си ми пријател, коригирај ме, кажи ми. Подобро ти справи се со мене. Вистинското пријателство е пријателство во кое што пријателите си кажуваат отворено во лице нешта, а не зборуваат позади грб. Пето нешто, вистинските пријатели не се плашат да бидат отворени и ранливи еден пред друг. Значи, вистинското и длабоко пријателство е такво каде што нема да се плашиме еден на друг да си кажеме работи кои што се ранливи за нас. Видите, ние не се отвараме пред секого. Не можеш да отидеш на секого и да му ги кажеш сите твои проблеми, нели? Сите твои предизвици, сите твои слабости и грешки. Но има некого пред кого можеш да се отвориш. И ние имаме потреба од такви пријатели. Пред пријатели пред кои што можеме да се исплачеме. Читаме во 1 Самуилова, 20 глава, кога Јонатан и Давид се сретнаа заедно и кога Јонатан му пренесе на Давид дека неговиот татко навистина е решен да го убие и дека најдобро е тој да бега од тука за да се спаси, пишува и тие се изгушка, се целива и плачеа заедно. Плачеа заедно. Вистинското пријателство подразбира понекогаш да на некого кој што го сметаш за пријател можеш да му се отвориш и да се исплачеш. Да му и кажеш сите твои проблеми, па дури да му ги представиш твоите слабости. И ако ти имаш вистински пријател, тогаш не се плашиш дека тој ќе го злоупотреби тоа. Знаете, кога се собираме на една наша организација или камп, Чувар брата свога, тоа е камп за мажи, имаме можност таму да се молиме еден за друг. И една од работите што таму е добра, што можеме да најдеме пријатели таму во кои што имаме доверба, браќа кои што се зрели во Христос, браќа кои што се посветени на Господа и со години му служат на Бог. И таму има случаи каде што некој од тие наши браќа може да дојдат и да ги признаат своите слабости. Имаше ситуација кога некој од браќата разговараа со некој од нас. Ние бевме поставени да се молиме, не одбра неколку од пасторите да се молиме ако некој има потреба. И тие можеа да дојдат и да исповедаат пред нас нешта кои што се нивна слабост. Некој од браќата дојдоа и исповедаа дека имат проблем со порнографија. И можеа да кажат, јас не можам да се ослободам, бидејќи имам потреба да гледам порнографски видеа. И тоа ми тежи и ми е проблем. Но гледате, тоа нешто не може тој човек да излези и да го каже пред сите. Јас нема да го кажам името на таа личност или кој е, но тој имаше доверба да го сподели со нас, бидејќи во нас препозна вистински пријатели. И ние можевме да се молиме заедно со него. Ова значи да имаш вистински пријател, да можеш да ја споделиш твојата слабост со него, да можеш да се исплачеш пред него, да можеш да му кажеш што те мачи без да се плашиш дека тој ќе го злоупотреби тоа. Ние ве спомнав пред 2 дена бевме собрани заедно околу 15 пастори во Ново Коњско и се молевме едни за други. И знаете што? Таму и плачевме едни со други. Се гушкавме, плачевме, си ги кажувавме проблемите, плачевме на рамото на другиот, бидејќи знаевме дека сме во круг на вистински пријатели. Знаевме дека можеме тука во доверба да си ги кажеме сите работи и да се исплачиме, без да се плашиме дека тоа ќе биде злоупотребено. И имам уште 2 нешта, карактеристики на вистинско пријателство што ги гледам кај Давид и Јонатан. 6-тото нешто, вистинските пријатели се охрабруваат еден со друг. Ние имаме потреба да бидеме охрабрени, не само критикувани.
Ако читаме во 1 Самуилова, 23 глава, некаде од 15 до 18 стих, читаме, Јонатан му рече на Давид: не плаши се, раката на татко ми Саул нема да те најде, ти ке царуваш над Израел, а јас ке бидам втор по тебе. И Саул, мојот татко, го знае тоа. Тогаш, вели, си дадоа завет пред лицето на Господ. Но интересно, ако читаме во 16 стих, вели, и Сауловиот син Јонатан стана, дојде кај Давид и го охрабри Давид со надежда во Бога. Овие зборови, што му ги кажа Јонатан на Давид, беа зборови на охрабрување. Јонатан знаеше ни што минува Давид. И Јонатан дојде специјално да се сретне со него за да го охрабри. Вистинските пријатели се охрабруваат еден со друг. Кога јас гледам дека ти поминуваш низ тежок период, јас сум тука да те охрабрам, да ти дадам надеж, да те подкрепам, да ти кажам дека не си сам, да ти кажам дека ќе успееш. Ние имаме потреба да слушнеме зборови на охрабрување. И последното нешто, бидејќи немаме многу време, а 7 нешта треба да спомнеме, е вистинското или големото пријателство, може би ова е најважното, големото пријателство го вклучува и Бог. Ова посебно важи за нас христијаните. Убаво е да имаме пријателство со луѓе од светот. Но за нас христијаните многу подлабоко пријателство е помеѓу браќата и сестрите. Кога јас знам дека оној кој што е мој пријател е христијанин, тогаш тоа пријателство има многу подлабока врска. Има една песна која што ја пее Майкл Смит, христијански пејач, вели: Friends are friends forever if the Lord is Lord of them. Или пријателите се пријатели за секогаш, ако Господ е нивни заеднички Господ. Ако тој Господ во кој што јас верувам, веруваш и ти. Зошто тоа пријателство е подцврсто? Бидејќи кога јас знам дека и ти веруваш во мојот Господ, дека веруваме во исти Господ, тогаш знаеме дека делиме исти вредности. Тогаш јас знам дека ти си човек со посветено срце. Знам дека ти си човек кој што сака да биде богоугоден. И затоа тоа пријателство е многу подцврсто. Вистинското пријателство го вклучува и Бог во равенката. Јонатан можеше да биде добар и близок пријател со Давид, затоа што Јонатан препозна во Давид едно богоугодно срце. Јонатан знаеше дека Бог е со него. И погледнете, кога имаш пријател христијанин или верник, знаете што беше интересно? Јонатан, кога разбра дека Бог ќе го постави Давид за цар, дека Бог го избрал Давид да биде за следен цар, Јонатан како богоугоден човек, човек кој што имаше срце посветено на Бог, тој се обиде не да го спречи Давид во тоа нешто, туку да му помогне да исполни Божјата волја. Гледате ли која е разликата? Кога имате пријател христијанин, тој ќе се труди да ви помогне да бидете подобар христијанин. Тој ќе се труди да ве држи вас во Божјата волја. Тој ќе се труди да ви помогне да останете на патот Господов, не да ве спречи. Јонатан направи се што беше во неговата моќ да Давид остане во центарот на Божјата волја. Затоа што Јонатан исто така имаше страх Божји. Затоа е важно во равенката да го ставиме и Бог. Едно длабоко пријателство подразбира дека Бог го имаме во нашите срца. Тогаш јас знам дека ти ќе правиш се што е во твоја моќ да ме држиш мене близу до Бог, и јас ќе правам се што е во мојот моќ да те запазам на патот Господов. И знам дека твоето срце е чисто, знам дека имаш богоугодно срце, дека имаш морални вредности. Затоа ова последното нешто можеби е најважното нешто што го препознавам и кај Давид и кај Јонатан. Денеска читавме од различни места, но идејата беше, бидејќи пријателството помеѓу Давид и Јонатан се протега во повеќе поглавја, идејата беше да ги извадиме тие моменти, тие делови каде што се нагласува тоа пријателство и да видиме што е тоа што го правеше нивното пријателство такво длабоко и такво скапоцено.
И еве, ова се карактеристиките. Овие 7 нешта, иако верувам можеме да најдеме и други, но овие 7 нешта може би така повеќе издвојуваат. Јас би ви дал за домашно, прочитајте си ги овие поглави, бидејќи нема да имаме време да ги проучуваме посебно. Ние вадивме фрагменти, но прочитајте си дома и размислувајте за пријателството помеѓу Давид и Јонатан. Некои знаат да обвинат дека всушност станува збор тука за некаква сексуална врска, но верувајте, нема ништо сексуално. Бидејќи не се зборува за некаква интимна телесна врска, него се зборува за едно искрено пријателство во кое што секако има и емоции. Но кај едно истинско пријателство не е ништо погрешно да има емоции. Понекогаш и ние мажите знаеме да се исплачеме кога ни е тешко, знаеме да се изгушкаме, знаеме да се ги споделиме мајките. И тоа го правеа Давид и Јонатан. Те беа пример за едно вистинско пријателство. Нека ова биде и за нас еден пример, една рамка какви пријатели треба ние да бидеме спрема оние што се со нас. Амин. Можеме да